Почитувани, на почетокот од емисијата Очи во очи сме на телевизија 24 со мене и со Мухич, но како континуитет продолжуваме да изразуваме сочувство и да бидеме поддршка и помош на оние кои се директно погодени од трагедијата во Кочани и токму како израз на почит на овие жртви и трагично настрадани, но и оние кои се згрижени во медицинските центри. Се надевам дека ќе, како што ете и најголемиот дел од вас, мислам воопшто од јавноста, од нас, би се ставили себе си. И ја уважуваме болката и страдањето на семејствата и блиските на страданите, дотолку повеќе и важно да го покажеме нашето заедништво токму во овие тешки моменти и заедништвото во болката на семејствата на загинатите со давање на поддршка кон нив, поддршка и за оние кои ги загубиле најмилите, но и на повредените, односно на нивните семејства во токму нивната гранична сега ситуација, борба за живот, борба за на некој начин санирање на оваа екстремна состојба во која се наоѓаат, за да воопшто можат да се соочат и да почнат да се опоравуваат со неа. И ете, во таа смисла продолжуваме со изрази на сочувство, почит, поддршка, солидарност до сите кои директно се погодени од оваа трагедија. Доколку го имаме првиот гледач, ете и телефонските броеви ги имате, да не го пропуштам и тоа како обрска, сепак 6091 924 6091 925, со кои ете отворена и нашата книга на жалост, токму како можност и електронски јавноста да директно ја изрази својата поддршка до блиските, до семејствата на непосредно погодените. Доколку го имаме првиот гледач, повелете, можеме да почнеме. Повелете, се слушаме ли? Дали се слушаме со некого? Повелете. Да, повелете, вие сте, ве слушаме. Благодарам, па вака, јас ќе речем. Прво, за да се подпишеме во книгата, се јавувам од Офрин, немам можност, но на овој начин сакам да го изразам своето чувство, за загубените животи во Кочани, нека почива во мир, нека има спокој на душите и нека отидат во рајот. Меѓутоа, се што ќе кажеме ние излишно е, ништо се тоа не можеме да помогнеме, но жалосно е што во еден град, каде што тоа се 60 души, тој град ќе го чувствува во идниве, да речем, ако не повеќе сигурно 10 години, да се пополни тој број. А тоа го кажувам затоа што наталитетот ни е намален. Ова ќе биде болно сеќавање за едно време, каде што некој не водел сметка, каде ги носиме децата, каде им ствараме услови за да се развеселуваат. Како можело тоа, да речеме, тој објект да биде во употребна вредност, а нема повеќе од 2 врати, каде што нема противпожарни апарати, каде што нема хидросистем за евентуално, да речеме, да може да се одма интервенира за пожарот да се згасне. Многу фактори се непријавено во полиција и слично, многу фактори се пропуштени. Но ова е еден од големите. Јас ќе кажам еден друг помал, ама исто и тој може да биде голем. Ние во нашите згради имаме хидрански систем, каде што треба, не дај Боже, ако се појави пожар, имаме системи. Мојата зграда е 7 спрата. На секој спрат имаше на времето црева и хидрански приклучок да може да се интервенира. Но ние толку бевне паметни, ги украдовме тие црева, зградите ги оставивме без тие помагала и не дај Боже да се случи да се појави пожар, ќе има не 60
Значи една зграда има сигурно 200, може и 200. Така да благодарам за јавувањето. Повелете за следниот гледач. Дали го имаме следниот гледач? Да, повелете, ве слушам. Се слушаме, да, во програма. Сочувство за најблиските на загинатите трагично вие 60 луѓе, 59 тие што беа во диското и еден од возачите на брза помош. Голема трагедија. Голема благодарност на сите земји што помогнаа, особено на братска Србија. Вчера имала влада заедно со председателот, каде што беше дадена наредба сите авиони и хеликоптери што ги имаат да помогнат во Македонија и сите болници и сите изместување на сите болни максимално да им се помогне. Денеска на интернет гледам дека автопатот Белград има знамење на половина Скопје, македонско и српско знаме. А во вторник, утре, ќе биде и ден на жалост. Тоа е право сочувство, тоа е братска земја. 7 дена имаме ден на жалост, да видиме дали нашиве барем македонското знаме ќе го стават на пола барем на институциите. Што да кажам, нели погинава Дурмотур, тие Беса Транс, модуларната болница. Дали некој ќе се јави да каже дали некој одговараше кривично? Од друга страна, 20 години ги осудија невини луѓе во собранието. Тие предавниците од... Така, но ве моламе те укажав да ако можеме да не навлегуваме во политизирање. Тешко е, јасно е дека е тешко, затоа што е јасно дека е поврзано токму со... Тоа не се системски пропусти, со системски дано, тоа не се аномалии, со системски злоупотреби. Тоа не се ниту системски, ако сакате, човечки се. Во реде со системот, но човечки злоупотреби во системот. Човекот како фактор. И затоа е нераскинлива врската, разбирам дека човек веднаш реагира така, но најмалку што треба, особено на семејствата и на блиските на страданите, она што во моментот им треба е пред се психолошка помош. И тоа им се пружа и во Кочани и секаде, колку што може, но им треба и поддршка во таа смисла, психолошка. Самото изразување на сочувство, освен што е и од наша страна израз на гест, тоа што секој би сакал да го направи, секој нормално структуриран, така да кажам, форматиран човек, затоа што секој е емотивен, секој е социјален, човекот е како битие такво, но велам им треба и токму пред се таа психолошка помош. А за жал го имаме и ова другото. Веќе и токму во Кочани и протест почна, па понатаму од протест премина во револт и излегува на агресивност. Барајќи, веќе се бара одговорност. И секако дека тоа мора да се направи, мораше да се направат, да се завршат предметите, да се има одговорности за се што наназад се случувало. Но, да се направило и за тоа наназад, може би не би се случило ни ова. Неодамна зборувавме и за онаа трагична сообраќајна несреќа. Исто така гледавме наназад, да било вака, да било онака. Значи, и тоа како требало многу порано да се направат, да се сменат работите, не се смениле. Ова се само резултати на таквите состојби. И не се знае кога може повторно на некоја
во некоја друга област да се случи нешто такво. Дали е сообраќајна несреќа, дали е пресметка помеѓу млади со огнено оружје и така натаму. Тоа се само последиците. Но не може да се смени ништо сега, особено не стихино. Затоа што преминува во агресивност. Бесот преминува во агресивност, особено во толпа. И може да, и најчесто, да предизвика само уште полошо. Повторно, најмалку повреди, па и кој знае што посериозно. А не решение или разврска или уште помалку лоцирање на виновниците. А секако дека особено тоа, велам, најмалку им треба сега на директно погодените. Така да, без оглед што се неразделни тие работи, и тоа е јасно, се гледаме и болки и солзи, но и огорченост и револт. Токму од тие луѓе. Те не се лути, не се стихино од најпогодените, затоа велам, и солзи во очите, со апсолутна конечна загуба на најмилите. Избива револтот. И тоа е секако нераскинливо, но е неопходно да се обидеме да го контролираме и макар како некоја рамка начелна да го поставиме. Каде и преку што, ако не преку медиумот. Имавме и каменување и на општината, и демолирање на кафулето на собственикот на дискотеката. Каде е границата и што ќе се постигне? Не е поентата во тоа да премине сега во агресивност, во стихија, во улица, во линчување. Затоа што најмалку ќе одговараат тие кои треба да одговараат. А тоа, повторно велам, не е системот. Да, системски пропусти, човечки злоупотреби во системот. Но затоа треба да се идентификуваат, не последиците да... Затоа што тие произвеле, тие довеле до давање можност да може да има вакви. И кој знае колку други кои не се случиле за среќа. Само е прашање, затоа спорадично гледаме, затоа, не знам, загрижувачки се податоците со кои МВР ќе излезе, да речеме, колку фатиле прекршоци во сообраќајот, а гордо представувајќи го тоа. Затоа што тоа ги покажува состојбите. Нормално дека ќе се фати, не треба ни да фаќате. Пуштете, а мрежата само преполна е. Влегуваат сами во неа. Тоа покажува до каде сме. И затоа велам, тоа не е за... Но сето тоа е повторно последица. А не се случува, за среќа, не се случува, но затоа ќе се случи нешто, како со трагичната сообраќајка. Сите се потенцијални, сите се латентни предизвикувачи на катастрофални последици. Само што не се случиле. И имавме и собир пред Универзитетот Кирил и Методи денеска. Освен што беше прекинуван затоа што им се слошило на неколку студенти, исто така имаше големи изгледи да се претвори во протест, во гнев. И тоа повторно ете од кого? Не е од хулигани, не е од истите тие на кои им се слошило, а им се слошило од болката. Затоа, навистина, линијата не само дека е тенка, туку практично и не постои. Но мораме, барем ние преку медиумите, додека малку ова се... Додека човек може барем да разликува, да ги разликува и да ги контролира. И гневот, и не знам, омразата и така натаму, од рационалните постапки. Да не премине само во афект. Ќе скрши нешто, ќе уништи нешто, ќе се уништи сами од себе си.
Тоа не е смислена реакција, тие протести, тој револт и така натаму. Таа е резултат токму на веќе тотално загубеното рационално во болката. Може сами себе си да се, а без своја вина, да си наштета. Затоа велам, токму повеќе од потребна е и таа психолошка поддршка која токму со изразите кои ние ги даваме на таа поддршка, солидарност и сочувствување во тагата, болката, да овозможиме токму, како што кажав, да барем се соочат и малку смират за да потоа може рационално и реално конкретните да се бараат. И тогаш да не се застане, но да се биде навистина упорен и доследен во барањето на одговорност. И за ова, но и за се наназад. Не предизвикувајќи сега една стихина неорганизирана состојба која токму пред 2 дена и како таква покажа дека однесе животи. Не е тоа решението. Повелете. Повелете ако го имаме следниот гледач. Дали се слушаме? Повелете. Дали имаме некого на линија? Повелете. Дали се слушаме? Исо, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Не е добар ден, се извинувам. Ба да, далеко, тоа е во ред. Мислам, навика е, човек нема... Се извинувам. Ма не, во ред е, мислам, тоа е форма човек постојано, не е намерно, дефинитивно нема потреба. Не е добар ден, но... Така. Меѓутоа, ајде ми оди времето, сакам да кажам. Кажете се. Исо, може би не сум во право, може би некој ќе ме рачуна дека сум будала или било како, се јавувам често. Слушај се, за сите овие работи да прекинат, да ова се случи во Кина, може би и Русија, то знаете како ќе заврши. Со која рака украде, таа ќе ја пресечат во Кина. Така знам, може не сум во право. Кога ние лоцираме, немаше газдата дозвола од тогаш. Кој подпиша, ми зеде малце време, кој подпиша за противпожарни работи, кој подпиша за градежни работи, кој подпиша за ова. Не бе човек, немој сега кривиме, политички не сакам. Тошковски ќе го земам како пример. Ќе ги дојси луѓето, виновниците, 4-5 души, не е битно, 6. Од другата страна судочи пушти, како што се случи за онај, го пуштија домашен притвор. Еве во Скопје имаше исто и со Бајле Собраќајка. Не бе, тој што го изгаде чупето, по кратка постапка се знае. Немојте да мислите дека сум ригорозен. Жално ми е. За да прекини нешто, јавно бе, ако треба, јас да сум извршител на нештото, без дозвола нешто да правам. Јавно нека му обеса, за на другиот да не му текни. Иначе нема крај со ова. Во сите сфери убаво рековте, утре најди друго. Не може вака. Не може, се е подмитено. Си е сторено, не знам, ќе ми заврши времево. Додека ние не видиме дека јас, Живко, ви сам на бандера и то, за другиот да не се осуди. Утре ќе се... Така, благодарам. Токму тоа е што е следно. Тоа е резултат на една тотална на замор на материјалот комплетно. Вие немате никаква контрола над ништо. И тоа загрижува. Се е тоа ако помине. И добро е помина денот. А утре, тоа е тоа. Значи, ние само возиме ни животот и не знаеме каде ќе избие од која страна. Затоа што тоа покажуваат на назад очигледно состојбите, дека нема. И тоа гледате во различни сфери. Се гледа по луѓето, до каде е дојдено. Затоа велам, ова треба, да, тоа е директно човечка злоупотреба на системот,
но треба системски да се темелно одстранува тоа. Тоа е суштината, а не стихино. Не со бунт, не, впрочем, не ни може. Затоа што не се виновни, не се ситуациите, трагедиите се резултат во таа смисла, сакам да кажам. Секако века има вина, но не би имал прилика да направи. Куршумот не може да истрела сам, да експлодира. Треба да помине низ цела процедура, да се стави во оружјето, да се репетира и некој го повлече шкрапецот. А потоа тоа е проектил кој лета и убива, но самото не може да скокне. Затоа условите се такви кои од куршум кој е безазлен изваден надвор, од оружјето станува убиствен. И тоа е, всушност, оружјето убива. Тоа треба да се систематски елиминира. Да стане безопасно. Односно да ги применува сите мерки на безбедност во сите сфери. Повелете. Да, повелете, ве слушам. Добро, бака. Сочувство до родителите на загинатите деца. И да по таком смислене, че е многу трагично, жалостно, дете предразбито да чини и на ваков начин. Но треба да се установи што е причината. Причината не е случајна. Тоа е нешто припремено. Ќе се установи за дискотеката што имаме, уедно се гледа дека таа дискотека не треба е запалива правило. Зошто е правило како модерните болници запалива, лесно се пале? Второ, зошто нема противпожарно опрема да се користи? Каде се тие обидни докачи на газата? Трето, нема ли лицензија? И много афери има, ќе се установи зошто е дошли до тоа. Но ова случка не е случајна, него тоа ќе установат надежите, а за тоа ќе се види секако нема да биде казне. Но ти суиете не одевејќи према. Со овај прв пат се јавува јавен умножител Лупчо Коцевски. Каде е на терите што се јавува? Кафтери имам. Хеликоптер 11 души наши изгина. Диво нас. Државни. Така, благодарам. Повелете за следниот гледач. Времето оди, да. Повелете. Ало. Да, ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Да, повелете. Добар ден. Вие сте, да, повелете. Да. Вака. Му честитам на албанците. За девојката што ја изгази дечкото. Тој одговара за 3 дела. Под алкохол, под дрога, на пешачки премин, него му требаше смртна казна. Ама на албанците му честитам, му блажествам. Крв за крв. Во Тетово имаше едно убиство. Во ноќта одминаја луѓето во Турција, се преселија и никому ништо. Мислеа дека се спасија. После 13 години дојде синот порасна и таму му го убија во Тетово. Ама кај нас ние немаме ни закон, ни ништо. А и овие младичи што загинаја, сите треба да бидат стрелани, најважните. Да бидат стрелани. Ама немаме ние закон. Додека немаме закон,
Господин исто, не можам, многу сум цел ден плашам и денеска и вчера. Немаме закон, ако имаме закон, барем 50-60 врвни експерти да донесат овде, и суди, и адвокати, и извршители, и командири, ама све тие да судат во Македонија за да се исправи. Иначе Македонија ќе се уништи. Благодарам, повелете. Ве поздравувам, Исо. Да, исто поздрав до вас. Видите сега, пред се сочувство за погинатите, ја донирав за нив, за болните преку жира сметка, колку можам. Така, да, убаво од вас, да. Видите сега, системот што е потврлен 30 години е потврлен. Ама на овој народ нешто да му кажам што не му е јасно. Повеќето кривица наоѓам во родителите, затоа што 14-15 години дете го пуштат до 4 часот да излага надвор, да се шета, да урла, да вика, да лумпува, да се дрогира, да папка и ред други работи. Така се дешаваат тие работи. Од самиот когнитивен систем на развој на детето, родителот го воспитува. А не тој го слуша на телевизија, во 3 часот 4 му пуштил на стори на таткото, па во 5 часот го пречекал. Како е тоа? Како тоа? Значи, ај системот што е потврлен. Па и родителите треба да ги вадат за уши од дома и тој да одговара за своето дете. Таков е системот во странство. А дискотеките во странство, да ги кажам какви се. Со 6 излаза, по 3 метра врати, што имат од секаде и кровот се дига на далинско. А не да гори така. Ако не е јасно, да ја разјаснам на некој. А не овде кршат джаби и кафичи, све и свашта, и општини, и све. Се е од воспитанието на родителот. Каков родител, такво дете. Жално е за детето што погина, ама жално е за некој што немат мозок од родителите. И сега патат од својот мозок, што си допусти. Добро, молам, но најмалку што треба е уште и чувство на вина да шириме, ако веќе не даваме поддршка. Мислам, убаво од вас ете и што сте помогнале, ако велите дека сте финансиски и така натаму. Но сеедно не бил пуштен никој туку така на некое ризично место или некаде во некоја опасна мисија. Во град релативно мал во Македонија, викенд време за забава, концерт се одржува. Излегле децата, секој со секого се знае, малтене, не отишле во кој знае какви работи да прават. Значи, мислам, чисто не е да се наметнува вина било кому. Освен, токму ете и оно што спомнавте, како е на запад и така натаму. Па се оди на концерт. Видите, ви можел пожар, па и тоа се случило. Се случили она во Москва, имаше на концерт. Во на сала, напад терористички. Имало и пожари, значи, одите на класична музика, театар, филхармонија и така натаму. Значи, не е поентата отишле, па не отишле некаде на Боено поле или, не знам, на некакви ризични настани, алкохол и така натаму. Излегле да го поминат викендот, да се забавуваат малку. Таа содржина за забава, како воопшто во државата или во другите држави, така и во Кочани, помеѓу другото, била и со дискотеката, која исто така не била некое илегално место за собири. Затоа велам она што велите, па пуштиле или не знаат. Не отишле тајно некаде, па биле злоупотребени и така натаму. Туку, значи, официјален објект кој работел, легален. Ќе видиме сега, излегува ваков или онаков, но тоа е тој момент. Другиот, колку бил како. Сега, ако е се како што треба, тогаш има и кој ќе контролира кој колку има години.
можеле ли да бидат, да излезат се едно да се во прошетка, па сакале да влезат, затоа што пожарот се случил по полноќ. Но настанот и предходно, 22 часот колку биле и порано. Значи, ако биле во град, ако се функционира како што функционира, ќе имало некој што ќе ги проверува годините. Па ако според законот не може да влезе таа возраст, нема да дозволи. Па ако според закон и може да влезе, но не може да конзумира алкохол, нема да му дозволи да конзумира алкохол. И така натаму. Токму затоа што сите тие објекти, па така и дискотеката, се официјални, регуларни, легитимни и легални. Барем така треба да бидат и така работеле досега. Додека не се покаже другото, како што ќе се покаже, како што се покаже, или како што се покажуваат работите. Тоа е проблемот. Па потоа гледате во сообраќајна несреќа некој прегазил, па не знам, немал дозвола. Тоа се тие моменти тогаш, а што, дали би било или не би било. Па ако немал дозвола, не можел да вози, ако не би возел, не би прегазил. Ако немала документација како што треба, не би работела. Ако не би работела, не би се запалила. Значи, доаѓаме повторно до тие системски. И тука е она да се лоцира ние како заедница, како граѓани, не треба да бараме кој е легитимен, кој е легален. Општеството тоа го гарантира. И кога одиме во продавница и на концерти било каде. Не бараме дозвола од... Еве во кино. Имате во исто така ситуации такви. Дали киното е легално или не е. Општеството го гарантира тоа преку еден куп стандарди. Тоа не само една институција. Од локалната власт до генерално институциите, министерства и слично. Значи, дали е само употребна дозвола, дона дали има штеточини, овие како се дезинсекција, дератизација и така натаму. ДДТ или како веќе. Па до лиценца за работа, противпожарна и така натаму. Обука, прва помош и слично. Се има по закон. Тоа е дали функционира или не. И тогаш вие во едно уредено општество и не може ни заталкате на некое друго место. А ако сте заталкале, тогаш сте виновен. Вие. Но ако сте отишле на место кое легално функционира, а потоа излегува дека не е, тогаш не е ваша вината, затоа велам. Но затоа и не може да се бара туку така само стихино вината за една таква очигледно не случајна несреќа заради виша сила, туку заради безброј пропусти, дури и злоупотреби. И сега тоа дотолку повеќе во вакви моменти, само таквите разговори само уште повеќе подгреваат и стимулираат и револт и гнев. А секако не се во прилог на тоа да се отворат и истражат фактите. И затоа велам, тоа е процедура долга, но процедура која допрва треба да почне и процедура која треба да ја турка. Секој, јавноста и ние, и да бараме одговори. Кои практично за ништо ги немало. И бесполезно е, ете, денеска, утре да го отвораме тоа. Особено за настани кои се случувале и наназад со години и ништо не е завршено. А ние сега да бараме или бунт да кребаме формално, правно, дискотеката легално работела. Затоа велам, вие овозможете му некому. Ако не прифатите вие, има кој ќе прифати. Се е само прашање кој до каде е подготвен. А за жал, се повеќе, токму заради таквиот однос на
на институциите, на општеството всушност, се овозможува таквиот пристап. А може ли да ми средиш ова, а може ли... Јас слушнав помеѓу млади како да се среди, има ли начин за возачка дозвола. Не е прашањето како да се подготвам, како да научам. Дури не е веќе ни прашањето како некогаш што беше тестови, дај да видам па да ги научам. Туку како да се среди да не оди воопшто. Да положи. Или факултет, или така натаму. Но, ако има такви услови, ќе има и интерес. А потоа е само прашање на време каде ќе избие нешто. Повелете. Да, повелете. Абе, добро, сега тие водиш емисијата или треба за луѓето ние што треба нешто да пак? Ако изразувате сочувство, повелете вие сте. Ако не, тогаш морам јас да ве усмерам. Ако сега ви е појасно, повелете, знаете што да правите. Ако не ви е јасно, а очигледно не ви е, сменете ја програмата, може би некаде има каде што ќе ви овозможат да кажете што мислите, па да му укажете на другиот водител што да прави. Повелете. Да, не слушам. Повелете. Вие сте повелете, да. За жална вест, тешки моменти за Македонија. Пред се сочувство за починатите, повредените побрзо да закрепнат, да оздрават и да се вратат по живот. И со се што кажавте се согласувам јас. Меѓутоа, ние со години кажуваме и вие кажувате грешките, ама никако не ги исправаме. Знаете какви жртви паднаа во Македонија, моделарната, сообраќајката во Гостива, Ласкарци, Бугарија и икс други работи. До кога ние, као функционериве, кои сите без разлика на боја, ќе научат дека во државна институција не може бизнис да прават. Ние како бизнисмени, јас сум приватен сектор цел живот, не можам од нив да дојдам од нивното мито да направам ниту една сделка приватна. Вака со цек со глави ќе го плачаме тоа. Зар не знаеме дека тоа беше магазин за теписони? Како може Радко не им дал градоначалникот дозвола за работење на дискотеката, а некој Петко и Станко им дал? Нека се застрамат. Само пари. За пари и животот го даваат. Тие не го даваат, него нечи живот оди. Мислам дека Македонија е сторена една држава каде што нема живот. И после тоа, тие се чудите зашто јас борувам за сите партии против. Не, Исо, ја кажувам правдината, знам. Тука се тоа митаджи кои што за пари и верата и нацијата ја продаваат, а не човекот за човек. За жал, револтиран сум, нема да им се извинам. Вистината дека не ги вреđат колку млади деца животот им сгасна за интересите нивни, за нивните џебови. Се тоа без дозвола, се тоа неуслови за работење, за... Благодарам, поздрав до вас, повелете. Поздрав, Исо. Да, поздрав до вас исто, повелете. Голема, мислам, жал за младите што се починати. Јас сум родител на 3 дечиња, да речем, 49 години сум поголеми од 13 години, со 11 ќе прави 7. Малат, уште малат се на поглед. Тешко на фамилијата, тешко на сите, а иначе, не знам, сакам да кажам дека понапред како растев, јас, например, имаше денско диско за младите, например, и до 21-22 години, што се вика, секојаш ми бараја, ко младолик така ме гледа, ми бараја Славчо на телефон, иначе, од Прилеп, ми бараја лична карта, например. Без лична карта не можеш да влезеш.
А јас војска, например, служам на 18-19 години, тие се уште лична карта за дискови барања. И не знаеше да влезеш, или па имаше контроли, да речеме, полицијава, децава да се собираат навечер, ова, она, да ги проверат од кого се, од кај се. Не знам, сето е тргнато наопаку, да речем, во нашата држава. А сакаме да гледаме, што викаме, фамилии, деца да растат, а как, дали што викаме, појче кучине има надвор, него ли луѓе што има, скитници. Кај да излезеш од Прилепско, од Точило, па и во центарот е така, па и секаде, не е само со кучината, не е само за сонет. Жалосно и тажно, не знам, немам зборови и не се кини душата, да речем, на така. Што викаме во мирнодопски. Да. Да, без војна да загинат толку млади, плаче туцата и душата, ама тоа е, не знам што да речем, само... Благодараме те во секој случај за поддршката. Поздрав до вас. Повелете за следниот гледач. Исо, Да, повелете. сите ги поддржувам што се ува и пред овој тој што кажа. Што направивме бе? Автобуси провали, автобуси во ова, во Бугарија гинат. Што правиме бе, Исо? Се прашувам и си мислам, оти ни бегале младите, не бе дајте му 2000 евра меседа, точно ради овие неправди меседа. Не бе човек, и децата мои и внуците ги советувам. Надбор од тука. Што сакам да кажам? Или нека постои граѓански линч. Мислам, знаете што е, вие сте новинар кога велам. Ако не може да суди државата, нека судат државите, граѓаните. Зошто Гоце Делчев го има у ќосето? Точно за вакви работи. Ако грешам, утре ќе ме снема. И брат му си го тепава, кој читавте книгата, еднаш би реков да ја прочитате книгата, водач ми рековте ја прочитав. Прочитајте и од Гоце Делчев. Радој Домановиќ, така да. Да видите кој бил ќосето. Не правиме ништо. Влезе со полн автомобил, со петарди и запалливи материи, со се слушна дека го судија. Човече, дали не гледаме дека после 2001 СДС и ВМРО се изгубија и власта му е дадоа на трети луѓе, во очи ни се смеат сега и за јазици, за се, и командова и судство и се. То сака бега од судот, да не гласаме за јазици, не гласаме за ова. Крај е на Македонија. Само зависи кој ќе угасни ламбата. Да не се лажиме дека постои. Да не се лажиме, Исо. Не можеме поќе да се лажиме. Или, она што велам, нека дојдат млади деца што никогаш не биле до сега, па да... Благодарам, поздрав до вас, повелете. Сочувство до настраданите, сочувство големо и до семејството. Ова жалосна слика, жалосна трагедија. Јас се чудам како душа имаше градоначалникот да не се појави и до сега, до последно време. Па од Србија луѓето дојдоа, него опште го немаше да се појави тука, дали не му беше жал за тие млади животи. Го велам ова затоа што сето ова се сторено од градоначалниците во општините, затоа што му дозволија на сите локали да ги ватат улиците, да ги ватат тротоарите со столици, со клупи, нема пешаци да помина, луѓе да помина. Зел од 10 квадрати, 15 просторија се заградил со столици од 100 квадрати, со 200 квадрати. Еве гледаме и тротоарите се ватени, до самата улица излезени се. Ами кола ќе излетат, друго ќе направи, ќе влези внатре кај што пија во клупите, кој е крив? Кола ќе излези, бучица, нешто друго, 300 бели ќе направи. Абе на улица седат, на улица. Ти викам 12 квадрати деломестенце, а 200 квадрати заградил околу него. Кој тоа му го дозволува? Сето за мито и корупција. Ги продаваа улици на градојре за пусти пари.
Поврзани се сите, мафија голема. Ова е чудесија. Чудесија. Греота за децинава, греота за народ. Јас не знам што родители се сега, родителите грео и нивни. Затоа викам, 100 души имаше тој градоначалник. Пуште го брани Мицовски градоначалникот не бил вино. Се не знам од која партија е градоначалникот, дали нема врска. Да не се појави. Благодарам, поздрав до вас. Повелете за следниот гледач. Како следниот? Го живееме на големиот пекол и да биде поседа. Апелирам, барам, се обраќам до сите граѓани во државата. Го имаме најдомаќинот и најголемиот премиер со чувства. Никаков Мюнхаузен како претходниот посебно од Муртин. Значи, го осеќате дека е со чувства, дека е човек. Не е сам, гарантирам дека не е сам. Ама процентот на како него не е голем и се бори, и ќе се избори. Кажуваат, следам во и другите телевизии. Окото човечко не е насипно. Тие ненасипните нема човечко око, тие се не човек, не луѓе, монструми да речем. Како може? Сите сме биле исти, свака, така, сите генерализирање. Никако не прифаќам, а само сега барам да се генерализира, да се сочувствуваме сите, да го поддржиме домаќинот премиерот, да воспостави нормален суд. Колку пати сум кажал? Нема страф од гадливост, затоа е доведено до злосторство со умисла. Колку имам да кажам? Јас се гледам причината во тоа конјушница, свињарник, ајде да речем свињарник, конјушница, полошо од гаража, од некој на црно, некој сервис на црно тој работи, полошо. Каблите си причината. Значи гореше. И барам да се забранат периодик. Завршуваме. Ви благодарам за јавувањето, ви благодарам на сите пак за поддршката до семејствата и до најблиските на страданите и добрите желби и тоа дека треба да покажеме дека сме тука со нив и дека ќе бидеме, но и секако дека час поскоро што меве ова, што малку се опорават, ќе продолжиме, односно ќе почнеме да бараме да одговори и ќе се обидеме да бидеме подобри, да го направиме општеството подобро. Ви благодарам, ви посакувам да имате колку е можно повеќе трпение, мир во душата. Секој добро.